Да, продолжуваме со емисијата, како што кажавме, тука е господинот Драган Данев, директор на Математичко-информативната гимназија. Господине Данев, добре дојдовте во студио 10. Добро ве најдов, добар ден за вас, добар ден за вашите гледачи. Математичко-информатичка гимназија, државно средно училиште во град Скопје. Да, информативна е нешто друго, давам информации, да. Така. Да се разбира. Што е Математичко-информатичка гимназија? Може ли ми да објасниме, бидејќи еве искрено мислам дека е малку и позната како гимназија, како институција меѓу граѓаните. Апсолутно. Математичко-информатичката гимназија веќе 6-та година екзистира, ова е 3-та година матуранти што ќе излезат од нашата гимназија. Факт е дека е малку позната во јавноста, но затоа е овие неколку недели веќе правиме еден пробив и комуникација со целокупната јавност, со сите чинители во образовниот процес, со полуматурантите, со учениците од основните училишта, од средните училишта, за да на пошироката јавност и на сите заинтересирани ги предучиме предностите и благодетите што ги нуди оваа гимназија за учениците со математичко-информатички афинитети и афинитети спрема другите природни науки. Можеме ли да кажеме нешто повеќе за поставеноста? Институцијата е релативно нова, 5-6 години отприлика ми се чини. 6 години, сега е 3-та година, 3-та генерација матуранти излегуваат од гимназијата. Можеме да кажеме како е поставена, каде се наоѓа, бидејќи физички е дисперзирана? Се наоѓа во општина Карпош, во областа на средното училиште ГУЦ, значи градежно училиште на град Скопје. Тука се наоѓаат нашите простории. Опремени сме со сериозно модерна опрема во однос на информатичкиот дел. Физички сме во Не, ние сме посебна институција, но таму се нашите простории. Како правен субјект сме поставена гимназија, тоа е државно средно училиште, КУЦ е средно училиште на град Скопје. Да. Добро, и во однос на поставеноста на гимназијата? Гимназија како и сите други гимназии, 4 години, нели? Инаку фокусот на гимназијата е на математиката, информатиката, физиката, на природните науки, за разлика од сите други гимназии. Значи во оваа гимназија интензивно и на високо ниво длабоко се навлегува во математичките и информатичките проблеми. Учениците добиваат на вистина сериозни знаења и не само знаења, туку и умења, го развиваат своето логично мислење. И ова не е само вака флоскуларно кажано, затоа постојат и факти и аргументи. Сите наши ученици во најголем процент што завршуваат или матурираат во гимназијата се запишуваат како на нашите факултети, но вратите им се отворени на престижни меѓународни факултети и универзитети. Така да благодете што државата и ние како ја имаме гимназијата и навистина јас би рекол вака малце народски гревате ученици полуматуранти кои што имаат афинитети за математика и информатика и не ги искористат програмите и професорскиот кадар кој што работи во нашата гимназија. Што сакам да кажам со ова? Значи, програмите се интензивни, не се учи само математика еден предмет, како во останатите гимназии, во секоја година има минимум 3 предмети математички, еве ќе кажам некои, тоа се реални функции, геометрија посебен предмет, алгебра посебен предмет, имаме графови, исто така посебен предмет. Значи, 10 до 12 часа секоја недела учениците имаат математика, едноставно кажано. Исто така во делот на информатиката, исто така интензивни се програмите, обемни се програмите, се навлегува навистина во оние суштински моменти и елементи кои што ја развиваат информатичката мисла кај ученикот и информатиката како предмет, односно како област, е офатена со неколку предмети од едно објективно програмирање, интелигентно програмирање, дата на податоци, така натаму и така натаму. Така да, навистина, и што е можеби за мене и најбитно, освен програмите за едно училиште е кадарот, професорскиот кадар. По законот за математичко-информатичка гимназија, овие предмети може да ги предаваат само високо обучени кадри, тоа се минимум магистранти и доктори на наука кои што докторирале специфично на предметите кои што или на областите во математиката и информатиката кои што ги предаваат во нашата гимназија. Тоа е наистина еден бенефит за државата. Пак ќе кажам, потенцирам за сегашните полуматуранти и ните средношколци да едноставно ги искористат овие можности што ги нуди математичко-информатичката гимназија. Затоа пак ќе повторам уште еднаш, последниот месец ние го воочивме тој проблем
за малата информираност на помеѓу граѓаните за нашата гимназија и веќе пробиваме речиси на секое поле и со помош на вас медиумите, зашто ви сум посебно благодарен, со социјалните медиуми и така натаму, гледаме да допреме до секој заинтересиран за да ги користи услугите на нашата гимназија. Тоа се полуматурантите и нормално нивните родители. Колку се вашите капацитети? Имаме две паралелки во секоја година, едната е на македонски јазик, другата е на албански јазик. Значи две паралелки. Суштината, мислам дека ви го разбрав прашањето, суштината на уписот во нашата гимназија не е квантитет. Квалитет, односно ученици кои што навистина имаат одредени афинитети кон овие природни науки, особено математиката и информатиката, со потенцирање дека гимназијата не е само за оние ултраталентирани ученици, значи оние кои што навистина постигнуваат на тие и државни и меѓународни надпревари, највисоки престижни награди, први, втори, трети награди и така натаму, туку и за сите оние кои што имаат солидни математичко-информатички знаења од областа на физиката, нуди можност сите тие знаења да ги продлабочуваат и навистина на крајот од четврта година со матурирањето да огромен процент од, би рекол, и светски кредибилните универзитети, нивните врати им се отворени. Добро, при уписот се прави една таква селекција? Значи, уписот оди вака, ќе искористам оваа можност, да ги подсетам заинтересираните полуматуранти и секако нивните родители. Значи, до 30 мај се праќа мејл со писмо за интерес, затоа што веќе 5 и 10 јуни се полагаат приемни испити. Приемните испити се од математика и физика. И тоа е она што со помош на што со поминување на тие приемни испити или полагање веќе се запишани во нашата гимназија. Да. Кога зборуваме еве за информатика, тој IT сектор е особено популарен во последната деценија, тој забрзано расте и сега има нели едно вака размислување помеѓу граѓаните дека ако порано биле најпопуларни, да речеме, економија и право, сите оделе на економија и право, сега сите одат на IT. И сега, бидејќи ова е и модерно и популарно, но и потребно, се разбира, со завршувањето на вашата гимназија се создава ли една основа, еве, да бидеш добар програмер, понатамо да проложиш на финки или не знам некаде? Токму тоа сакав да го напоменам. Значи, професорскиот кадар, одделот на информатичката наука, се професори кои што исклучиво предаваат на финки, на нашиот факултет за информатика. И во разговор со нив, нивниот став е дека сите ученици што завршуваат во нашата гимназија, а имаат солидни оценки по овие информатички предмети, тоа се сетна предмети, не е тоа само еден предмет информатика, дека слободно некаде крајот на втора и трета година испитите можат уште сега народски кажано да им се стават оценки. Тука сакам да ја потенцирам обученоста на нашите матуранти при завршување на испитите на гимназијата, да, при уписот на, еве да речеме, на нашиот факултет за информатичка технологија финки. Тоа се професори кредибилни кои што предаваат и на финки, предаваат и во нашата гимназија. Значи учениците во гимназија имаат еден таков бенефит да професори универзитетски, каде што најголем дел од нив по завршувањето, односно по матурирањето, го продолжуваат својот образовен процес и предаваат токму тие професори со кои што се дружили и со кои што работеле во нашата гимназија. Исто така и со математичкиот дел. Тоа се најголем број професори, универзитетски професори од областа на математиката, кои што предаваат на природно-математичкиот факултет кај нас, на математичкиот факултет во Штип. Сепак, тоа се професори кои што се, пак ќе повторам, специјализирани во областите, односно предметите што ги предаваат во нашата гимназија. Сега многу популарни имаме смерови на природно-математичкиот факултет во делот на математиката. Во контекст на тоа што вие го спомнавте за информатиката и актуелноста на информатичкиот дел, нормално тука е пред се, нели, иднината после завршувањето на студиите, односно заработувачката и напредокот професионален на тие студенти. Би сакал да напоменам дека ништо помалку не е битна и математиката во последно време, според прогнозите на сериозни аналитичари во оваа област и во иднина, затоа што одредени научни дисциплини или одредени струки како што се финансовата математика, актуарството, што го има сега на нашиот природно-математички факултет, тоа се високо барани и високо платени струки и тука кај нас веќе, но и во, да не зборувам, на меѓународна сцена, односно во странство. Пример, еден актуар да побарате во Македонија, обично ги бараат
нели осигурителните компании, банките се прво тешко може да најдете, но второ, и ако го најдете, се добро платени и си ја ценат својата струка, а тој дел е 90 над 90% математика и она што сме го изучували ние како студенти на природно-математичкиот факултет. Да, кога зборуваме за математиката, тука стана популарен младиот Македон кој учествуваше на доби високи медали на математичката олимпијада, освојува награди, беше премени од председателката. Гледаме настапи на други наши таленти на овие математички надпреварувања. Оваа гимназија би можела ајде да речеме да ја подобри работата во таа насока, бидејќи на некој начин сите тие луѓе кои имаат најголем афинитет, ајде да не кажам сите се таленти за математика, би биле тука на едно место и би можеле да имат добра одскочна штица. Токму и затоа е направена оваа гимназија и е пуштена нели со работа, за да на некој начин се прави соодветна селекција на нашите таленти математичко-информатички и тука тие се на едно место и ги развиваат своите математичко-информатички потенцијали. Го спомнавте Македон, апсолутно секоја чест и дај Боже Македонија да има уште такви ученици, но јас би ги спомнал и учениците од нашата гимназија, и еден Дамјан Давков, еден Ивано Блажевски, еден Марко Митевски, еден Леонид Цуклев. Значи, тоа се ученици кои што освоја меѓународни престижни награди. Дамјан Давков е европски математички шампион. Значи, тој освои прва награда и прво место, не само прва награда, на последната пред 20 дена математичка европска олимпијада. Зад него беа ученици од речиси сите европски држави. Втора награда доби Ивано и така натаму и така натаму. Тоа се ученици кои што се матуранти во нашата гимназија, а според одредени испитувања и правење на анализи, Дамјан Давков е ученик кој што има најголем број награди, тоест најуспешен ученик досега на сите надпревари меѓународни кои што се организирале на тлото на Европа, па по некои испитувања и на светот. Значи, најдобар такмичар од надпреварувач не само од Македонија, генерално на сите тие надпревари што се одржувале на меѓународна сцена. Ние имаме еден таков бисер, и имаме и други бисери, кои што математички и информатички, кои што работат, творат во гимназијата и треба да ги на некој начин поддржиме и како општество и како држава и да инвестираме во нив. Да, господин Данев, што е со вештачката интелигенција? Нешто што исто така сега во последните години стана не само модерно, туку задолжително, ми се чини. Вклучена ли е во наставата? Тука Па во разговор со предметните професори, значи тие секоја година ја апдейтуваат својата програма и сите новитети што се случуваат во областите кои што ги предаваат, ги инкорпорираат во своите наставни програми и нормално учениците и овој дел од вештачката интелигенција имаат можност и привилегија да ја учат од едни такви професори кои на светско ниво ги пратат апсолутно сите нови трендови. Исто кога сум веќе кај овој момент, сакам да истакнам дека голем дел од часовите кои што ги држат по информатика, односно оној корпус на информатички предмети, нашите ученици ги држат на Финки, на нашиот факултет во едно топ попремени лаборатории и навистина и резултатите од таа област или од тие предмети се навистина импресивни. Да, кога зборуваме за овој тип на гимназии, ова е едно насочено стручно образование. За разлика од кога се правеа во минатите децении тие образовни реформи, ајде да речеме, ми се чини дека некако имаме периоди, браневи, ајде да речеме, имаме еден период кога сме имале доста стручно образование, па потоа некако почнавме да се шириме кон општи гимназии, повеќе сега како да повторно се враќа тој тренд, барем мене така ми се чини, вие подобро знаете, на насочено стручно образование. Многу се зборува веќе и за дуално образование, што е дел од тоа. Точно ли ми е перцепцијата или не е баш така? Знаете како, тоа е некако една синусоида. Значи во одредени временски интервали и периоди се менува интересот на учениците за одредени струки, односно за одредени профили. Мислам дека последниве неколку години трендот е за зголемување на интересот за тие стручни училишта, зашто имаме отворено на поголем број и странски па и домашни инвестиции, фабрики, и тоа е добро. И потребата за еден таков кадар е навистина поголема
и учениците со завршување уште на средно образование веќе можат да се инкорпорираат, односно да влезат во тие фабрики, да работат, да заработуваат и сигурно добро и да живеат. Така да во овој момент или во годините претходно мислам дека трендот на зголемување, иако немам точна анализа, но гледајќи одредени бројки, трендот на зголемување на интересот на учениците за овие стручни училишта е поголем, а првенствено со тоа допринесува и она дуално образование, каде што имаме една спојка помеѓу образовниот процес, образовниот систем и стопанството. И тоа е една добра работа и треба да се уште надградува и проширува. Да, имавме минатата емисија зборавме малку повеќе за дуалното, рече цел разговор не беше посветен за дуално образование. Вашата гимназија вклучена ли е во тие процеси? Не, нашата гимназија. Размислувате ли во таа насока? Ние размислуваме во насока да направиме на малце подлабока и посуштинска соработка со реалниот сектор, бидејќи во оваа гимназија матурантите што завршуваат и се запишуваат на студии, по завршувањето на тие студии јас ги гледам во реалниот сектор. Значи во развојот на приватниот сектор, реалниот сектор во нашата држава, во развојот на стопанството, на банкарскиот сектор, на инвестициониот сектор, осигурителниот сектор и така натаму и верувајте дека ако се државата, ако има посебен интерес и слух за овие ученици, понатака студенти и сериозно ќе допринесат за развојот и на стопанството, на бруто домашниот производ на државата, но и на самата држава во целост. Да, бидејќи дуалното образование прави една синергија помеѓу образовниот систем и компаниите, каде што тие рано, да речеме, некако почнуваат да работат со учениците, на некој начин ги регрутираат за потоа да веднаш да почнат со работа кај нив. Тие ученици веќе трета, четврта година се дел од тие стопански субјекти. Да. И инвестирањето на тие стопански субјекти, впрочем и во таа насока, да веќе со матурирањето и завршувањето на средното образование, тие веќе се обучени да работат во фабриките со кои што училиштата имаат соодветна соработка. Да. И тоа е добро. Добро, сега имаме едно општо прашање кој е важен не само за вашата гимназија, туку и генерално за сите. Имаме тој еден момент каде што оно што го нарекуваме во основното образование е едно нереално оценување, каде што доаѓаат ученици кои имаат едни оценки, но друго знаење кое не кореспондира со оценките. За жал, тој проблем се уште персистира кај нас. Како се справувате со тоа? Како се соочувате со тоа? Видете, прашањето е точно на место. Значи, ако некаде нема нереално оценување, верувате тоа е во нашата математичко-информатичка гимназија, бидејќи знаете како, некои ученици може ќе го поминат приемниот испит, ќе влезат во гимназијата, но самите програми што се навистина вака интензивни, обемни, навлегуваат во суштински моменти каде што не може секој да прати таа настава и програма, учениците доаѓаат и родителите и велат сепак ние погрешиме, изборот не е тој. И нормално така да оној момент на давање оценки, земање оценки, знаете, е надминат во гимназијата, ниту пак постојал, така да ова е навистина гимназија во која што се бара квалитет и заснова на знаење и умења. Инаку, мене ме жал за ученици кои што имаат афинитети, можат да напредуваат, што не ги користат или не се заинтересирани за влез во гимназијата. Ја навистина се обраќам и ја користам и оваа можност и на сите родители, па и на учениците, на полуматурантите, навистина да размислат при изборот на средното училиште за нивните деца, а и самите полуматуранти да размислат околу својот развој, бидејќи јас гарантирам дека ученици кои што имаат така солидни знаења математички, информатички, физички во основно образование, дека ако некој училиште најмногу ќе влијае позитивно во нивниот развој во однос на природните науки, во стекнување на знаење и умења, верувате дека програмите и професорскиот кадар во математичко-информатичката гимназија нуди најмногу. Еве прост пример, мислам, многу едноставен. Во секоја гимназија, јас предавам во гимназија и знам, математиката се изучува 3 часа неделно. И толку. Додека, можеби ученикот е талент и има одредени презнаења, има одредени умења во основно образование. Но ако ваму 3 часа имаме математика општа, а ваму имаме 9 до 12 часа неделно, тогаш компарацијата е јасна. Затоа велам, ние не сме приватно училиште, јас немам
тука идеја да нешто промовирам што не е реално, за да некој нешто заработи од сето тоа, е државно училиште, кое што е толкому структурирано и направено да ги прибира и да ја возможува на сите оние ученици, полуматуранти, кои што, пак ја повторам, има математички и информатички знаења и умења да го продолжат своето школување во едно вакво специализирано училиште, за на крајот од 4-та година како готови матуранти се запишат на факултет кој што навистина го посакуваат и со кој ја гледаат својата иднина понатака. Исто така, се знаете, ние сме во трка со и други гимназии, и други училишта и така натаму, па тие се нудат некои, не знам, целосни стипендии и други као поволности. Гимназијата нуди бесплатно школување. Ова е државна гимназија, ова е све бесплатно. Значи бесплатен час ви држат или часови ви држат универзитетски професори. И од природно-математичкиот факултет, од други факултети, од финки факултетот, мислам дека со едни обемни програми, со едни суштински програми кои што навлегуваат во таа математичка информатичка суштина, и сега тоа да не се искористи, а вашето дете да има сериозен потенцијал околу сето тоа, мислам дека треба да се во најмала рака да се подразмисли, плюс за сите оние што се надвор од Скопје, од другите градови на Македонија, обезбеден е бесплатно сместување во ученичкиот дом Здравко Цветковски. Во втора година сите оние ученици што сте со одличен успех, а 99 верувате се со одличен успех, бидејќи такви деца се запишуваат, имаат стипендија од државата. Тоа се бенефитите кои што ги нуди државата. Да. И ние како гимназија. Имате ли некакви податоци или анализи колку да речеме од вашите матуранти потоа се запишуваат на тие стручни факултети? Апсолутно си. Не знам некој што не се запишал на тие стручни факултети. Значи сите се запишуваат на тие стручни факултети и резултатите се импозантни. Ние сме во постојана комуникација со нашите матуранти кои што веќе се и низ светот и во државата, и навистина од искуството на професорите кои што и предаваат сега на факултетите. Јас имам комуникација со некои од тие професори, задоволство е да се работи со тие студенти. Тоа се обучени матуранти кои што влегуваат као готов производ на универзитетите каде што ќе се запишат. И навистина, јас уште еднаш на голема благодарност до сите професори кои што се во гимназијата, оние универзитетски професори кои што доаѓаат и предаваат, навистина мотивацијата не е материјална, бидете сигурни, бидејќи тоа се средства кои што сигурно нема да ги направат богати, но богатството е, како да ви кажам, во работата со едни такви ученици, едни такви деца. Навистина е благодат да се биде професор на такви ученици, да се биде директор на такви ученици, и пак ќе кажам, ќе повторам и ќе сугерирам, сите оние полуматуранти заедно со своите семејства и родителите треба да размислат добро за иднината на своите деца, и едноставно оваа гимназија не велам оние што се ученици надарени за, не знам, општествените науки, за јазиците и така натаму. На тие ученици им е местото во некои други гимназии, во некои други училишта, каде што тие своји способности ќе ги развиваат. Но оние, каде што имаат солидни математички, информатички, физички знаења и презнаења, умења, е навистина жално гревата да не го продолжат своето образование во оваа гимназија. Да, за крај, како сте задоволни од вашите, ајде да речеме, капацитети како гимназија, од просториите, од опремата, од условите, тука има ли простор за подобрување? Да, апсолутно. Значи, за мене, што е најбитно за едно училиште или за една образовна институција? Тоа се наставните програми и професорскиот кадар кој што предава. Но не треба да се занемарува и инфраструктурата, и ние мораме како држава и како општество да посветиме поголемо внимание и на учениците, да обезбедиме подобри услови од колку што сега ги имаат. Секогаш може да имаат секогаш може да биде подобро и поуспешно, но еве се трудиме во разговори, постојано сме со Министерството да нови ученици уште повеќе им ги подобриме условите за работа. Да. Добро, господине Данев, ви посакувам среќа годинава со уписните рокови испити и се разбира понатаму добра и плодна работа. Ви благодарам и на вас, ви благодарам на поддршката и поздрав до вашите гледачи. Ви благодарам уште еднаш.